Република Македонија. Ви благодариме за дадената поддршка. Немавме намера да се обратиме. Меѓутоа, овие денови помала група експерти не критикуваше што допринесе до нови подели во јавност. Нешто против кое всушност се бориме. Повеќето од критиките се дури абсурдни. Например, тие се религиозни, не се залага за анархија и немаат принципите на светските анонимус. Не се заружени на системот, имаат оружје на сликата. Маската е фейл или не е. Ние никогаш не рековме дека сме дел, група или подгрупа на светските анонимус. Тоа го дорадува медиумите. Ние имаме слични ознаки мотивирани во филмот V for Vendetta. Така и дојде наружата. Ние сме самостојни. Имаме своји идеи и цели кои стремиме, кои сигурно не се личтување на македонскиот систем. Ова е наша држава. Институциите на системот се наши. Ние ќе ги браниме, а не да ги уништуваме. Пример со сајтот на ВМРО-ДПМН. Не е избришена ни една запирка, а имавме можност да избришеме се. Главните, помошните и позадинските датотеки. Меѓутоа, зошто да уништуваме трудот на поштениот македонски работник кој се мочел да го создаде? Сајтот го користивме за да испратиме нашата порака, а воедно и наш револт искажен на наш начин. Името не е анонимни и не мотивираме од македонските херои, старешини од ЈНА од 1990 и 1991 година. Тие пред распадот на ЈНА се организираа во анонимна група ВМРО офицери, со цел да ги заштити интересите на македонскиот народ. Тие воен комунистички систем се жртвуваа себе си, без да знаат што ќе се случи утре, дали воопшто Југославија ќе се распадне и дали за таа нивна одлука немаа платат со нивниот живот. Што за жал за некој од нив и тоа се случи. Слава им. Бевме критикувани дека сме антиалбански настроени. Пазареме шовинизам, доколку јавно искажеш револт од однесувањето на одредени етнички групации во сопствената држава. Однесување кој води до судир, раздор, жртви и на крај подела на државата. На секоја нивна постапка која кај нас македонците предизвикува чувство на провокација. Одговорот е дека не треба така, дека тоа е дел од соживот. Дали вие, драги албанци, ќе се чувствувате мирни и спокојни, доколку му подигнеме споменик на Аркан Лукуманова и Шешел го поставиме за почесен граѓање на Струга? И на тоа ви одговориме. Што се буните? Тоа е соживот. Но ние тоа не го правиме, тоа што Аркан и Шешел се наши комши, иста религија од друга држава. И кога и вие така ќе зборувате за Адем Јашари и Рамуш Харадинај, комши од друга држава, тогаш да, тогаш тоа е соживот со македонците во оваа држава. Овие денови се створија големи тензии со означувањето на командантот Форина за министер на одбрана. Имаше судени, дури повредени. Господине Џафери, вие како поранешен командант сте били одговорен за животите на вашите борци. Денес имаме луѓе од двата етноса кои се повредени, кои крварат заради вашето назначување. Преземете одговорност, спасете ги луѓето. Излезете јавно и соопштите дека од морални причини за доброто на оваа држава и за соживот во оваа држава се поднесувате оставка на местото министер за одбрана. На тој начин ќе бидете херој во очите на албанците, а во очите на македонците ќе добиете вечна почит. Доколку вие самите не можете да поднесете таква одлука, тоа праќаме на последна молба пред да биде предоцна до вашиот лидер, господине Ахмети. Ние македонците премногу почитувавме двајца албанци. Се за жал покојниот Армен Џафери, заради неговите умерени и секогаш на место идеи и одлуки. И вториот Имер Селмани, кој на председателските избори доби глас буквално од секој избирачко место, населено со македонци. Вие, господине Ахмети, имате историска можност да бидете човекот кој ќе ги обедини македонците и албанците. Следен ваш предлог и одлука на Централниот одбор на вашата партија. За министер за одбрана поставете човек кој не учествува во конфликтот. Ние не го обвинуваме господин Џафери. Меѓутоа тој беше командант на бригадата која действуваше во Тетовскиот регион. Реално во кој ден денес има исчезнати македонци. Реално во кој се случија најголемите масакри и изживување на македонците. Потоа и природно е да имаме ваков став кон неговото именување.
Заедно патуваме напред до младите бунтовници од скопските улици. Не под паѓите навијанија, со кршење на владата, коли, автобуси, со каменување на македонската полиција, со претепување случаи минувачи од друга националност. Не постигнувате ама баш ништо. Не сте големи патриоти доколку собраниот без го искажете на овој начин. Едноставно, нема поент. Најлесен начин е на овој начин да се искаже гневот. Меѓутоа многу потешко, нешто за што треба многу повеќе сила и храброст е да се соочиме со бесот и гневот и да успееме да го артикулираме, да го претвориме на нешто позитивно. Колку имате потреба да бидете дел од соистомисленици и да чувствувате дел од нешто навистина силно, тоа што дојдете во недела во 12 часот пред соборниот храм во Скопје, да запалиме свеќа за спокој на душите на загинатите бранители, за здравје на воените инвалиди. На тој начин ќе се олесните душата. Верувајте, секогаш има време за насилно несување. Меѓутоа, бидете цврсти, победете го тоа во овој момент. Овие денови ни пристигнаа многу барања за цел како да ви помогнеме, како да бидеме дел од вашата идеја. Еве како. Дојдете и вие во недела, заедно да се помолиме и да им покажеме на сите дека ние македонците сме тука, дека не отстапуваме од ништо и од никого, дека знаеме да жалиме заедно со семејството на милителите, кои се почувствуваат по кој знае кој пат изиграни од собствените политичари во собствената држава. Воедно ги повикуваме сите граѓани да дојдат во недела и сплотно да се заблагодариме на жртвата што дадоа нашите бранители. Тие го жртвуваа постојаното нешто што го имаа, а тоа е собствениот живот. Одвојте 10 минути од вашето време и 10 денови од вашиот джеб. Поминете макар на минута, запалете свеќа и во себе спомнете ги. Тие не возможија денес да имаме време за на кафе, има време за шопинг и скачање, да можеме се нервираме од каде пари во понеделник, или дали ќе дојдат да не исклучат струјата. Доколку не сте од Скопје и не можете да дојдете, тоаш појдете да блискате црква во вашето место. Ви сакаме да се обратиме до политичките партии. Ви благодариме за се што направите за нас. СДВ ја почна оваа циркузијада, ДПМН ја продолжи. Првите греша, вторите суетни, како тоа и тие да не може да грешат, па ти дои чека понатаму. Не дај Боже да дојдат некои трети, ки не знаат што да продадат или предадат. Од првиот момент во неделата, едните не обвинија дека сме комуњари, а другите дека извршуваме станање на власт. Јавно известуваме дека до крајот на изборниот процес нема да имаме повеќе никакви действија, со цел да не бидеме злоупотребени, како што претходно се обидува. Воедно, пошто на СДСМ удостане се шета по улиците и се врати во собрание, се надеваме дека ќе направите една заедничка иницијатива, можеби ќе се приклучат и ДУИ, ДП, а и помалите, па фино лепо сите заедно да направите еден преседан во сред изборна трка, да најдете ново решение за министер за одбрана на Македонија. И на тој начин да помогнете да не ескалираат судирите помеѓу граѓаните инициирани исклучиво од сите вас на купче. Уште еднаш апелираме на сите граѓани да се воздržат од инциденти. За крај ќе завршиме со цитатот говорот на нашиот покоен председател Борис Трајковски, човекот кој не се снајде во политиката, бидејќи премногу веруваше во луѓето. Господ нека ве благослови сите и Господ нека благослови Република Македонија.